По 6 одиграни кола во втората македонска лига, екипите на Вардарски и Беласица се единствени без триумф. Богданци после 27 години одново следи второлигашки фудбал, но малиот град од јужна дел на Македонија со нетрпение ја очекува и првата победа. На 6 одиграни кола екипата на Вардарски успеа да освои само 2 бода, отколку ремизираше против Скопје во Автокоманда, како и против Детонит Плачковица во Радовиш, додека на останатите 4 надпревари запиша порази. Вардарски е на дното со само 2 бодови, има постигнато 6 погодици, но има примено најмногу, дури 13. Веќе утре Вардарски го очекува тешко гостување против Арсими, каде ќе биде тешко да се запише триумф против Арсими кој е голем фаворит, но со оглед на тоа што Вардарски нема притисок на овој меч, може да игра слободно и да направи изненадување. Помладената Беласица ги заврши настапите во Купот на Македонија, откако преку пенали беше елиминирана од Македонија Ѓорче Петров. Сега струмичката гордо се фокусира на втората лига. Тука струмичени чека триумф, бидејќи по 6 кола се уште нема победа. Беласица утре на домашен терен ќе игра со Каменица Саса, екипа која влезе во победнички ритам со 2 врзни победи и која е поучена од ланската сезона кога во последното коло го избира обстанокот во Струмец оди само по 3 бодови. Освоил во претходното коло го совалда борец и се израдува на прв триумф, со тоа што во Кочани започна на позитивна атмосфера. Жетварите зедо бод од Брагелница во Штип, а сега сакаат барем бод и од Македонија Ѓорче Петров во гости. Детонит Плачковица на домашен терен сака продолжување на позитивната серија резултати и само со 3 бодови гледа кон Вардар Неготино. Радовишини се фаворити на овој меч против гостеното Неготино, кој е во резултатска криза со 4 порази во низа, а тоа што како домаќин мора да игра надвор од Неготино е уште еден проблем за нив. Детонит со нови 3 бодови пред репрезентативната пауза може да се искачи во топ 3 во зависност од резултатите на конкурентите, па гостеното Неготино и со бод би бил задоволен, иако како цел гледа само 3 бодови, бидејќи сега е во бара зоната за опстанок, а може да заврши во зоната за директно испаѓање.